Каква е мотивацијата на левица по резултатите од претседателските избори? Какви се вашите очекувања сега? Па мотивацијата е зголемена, затоа што ова беше наше огнено крштевање и прв пат имавме претседателски кандидат, тоа е одлично искуство. Партијата продолжува напред, отворивме над 50 на канцеларии во меѓувреме овие 2 години задни, така што мотивацијата е да го дуплираме најмалку скорот кој што го донесе професорката Ванковска. А што би значило влегувањето на левица во собрание со поголем број пратеници од сега? Па тоа би значило брана против сите штетни политики на косоваризација и бугаризација на државата. Ние со 2 пратеника успеавме да спречиме многу штетни политики, успеавме да спречиме етничка припадност во лични карти, приватизација на брза помош, ги намаливме цените на болниците во време на ковид криза, така што кога со двајца тоа го постигнавме, можете да замислите со 8 до 12 пратеници, така што гласот даден за левица не е фрлен глас, туку напротив, тоа е една искрена, чиста опција која што е единствена на левата политичка сцена и сега се остварува нашата прогноза за пасокизација на СДС. Кои се адутите на левица за престојните парламентарни избори? Па ние имаме најрадикална, во смисла на добра радикална работничка програма по повод ТВ ден од 1 мај. Значи ние предвидуваме 6 часовно работно време, затоа што тоа ќе зголеми продуктивноста, двосменска администрација, имаме најголема антикорупцијска платформа и да не заборавиме македонската платформа како основа за преговарање за секоја идна влада. Тоа значи запирање на уцените кои постојано од година во година доаѓаат од страна на необалистичките партии на албанското малцинство. Вчера ја обзнанивте македонската платформа. Дали очекувате прифаќање од страна на останатите македонски партии и што би значило тоа за иднината на Македонија? Така, па тоа е НЗС-то под кое не може веќе да се оди и да, очекуваме, затоа што тоа е искрена платформа која што ние ја вергламе веќе 2 години наназад и мислиме дека тоа е единствениот спас од опасноста на федерализација на државата, така што да очекуваме во текот на преговорите постизборни сите македонски или промакедонски партии да ја прифатат оваа платформа, бидејќи едноставно во 5 точки и не бара ништо што е надвор од уставот. Што предлага левица во својата програма во однос на развој на економијата и развој на регионот? Во поглед на економијата имаме 2 столба. Првото ни е антилихварското законодавство со кое што ќе ги регулираме максимални каматни стапки на давање кредити од банките и исто така ќе ги забраниме брзите кеш кредити кои што го водат народот во должничко робство, а од друга страна тоа е даночната реформа, единствена партија која што предлага прогресивен данок, тоа значи богаташите да плаќаат повеќе отколку работниците. Вашата партија ги застапува интересите на работниците. На денот на изборите многу фабрики, конфекции, приватни фирми работеа. Како го коментирате ова? Па ова е свесно, затоа што олигархијата работи за буржујските партии ДПМН и СДС и тоа е свесно направено со цел да се намали цензусот, но статистички гледано секогаш парламентарните избори имаат повисок цензус од претседателските. Очекуваме излезноста да биде поголема за 10% и тоа е намерно така направено за да може само нивната администрација која е клиентелистички настроена да гласа, но дури и да работат фабриките, имате време да гласате и нашиот апел е после работа или пред работа да излезете и масовно да дадете гласот за левица.